Дали се сеќава некој? За датив? Да. За тоа Dem, dem, den. Така. Dem, der, dem и ден. Што друго се додаваше во множина? на именката. Ен на именката ако не содржи од претходно. Така е. Така и ќе започнеме со вежбата која што рековме од текстот дека ќе изработиме овој час. Сака го споделам екранот. А тоа е вежбата број 3, која што се вика Was ist richtig? Kreuzen Sie an und ergänzen Sie. Првата реченица е дадена како пример. Die Post ist unter dem Hotel. Втората реченица. Кој сака? Ајде, Наташа. Ајде, Весна. Das Café ist hinter Добра. der Bank. Hinter der Bank. Така, Марија, следната. Die Polizei ist Die Polizei ist. Ева го полицај на сликата, ова. vor Vor dem Bahnhof. der Bahnhof. Дали ќе биде der Bahnhof? Не, Dem. Vor dem Bahnhof. Следната? Не гледам под која буква. Под D. Сега, Наташа, се слушаме? Дали Наташа воопшто вклучена? Бидејќи се вклучи, ама не знам сега. Тука сум се извинувам. За кој е за второто? За D. За D? Да. Der Dom ist an der Stadtmitte. In der Stadtmitte. Катедралата е во центарот на градот. Весна. Der Bahnhof ist vor der Polizei. Vor der Polizei и F, Марија. Das Hotel ist Ева го хотел. Тука. Post. Еве долу пост. Значи над поштата. Uber. Der Post. Über der Post. Да. Добро. Продолжуваме со 14-тата лекција во
учебникот, која што се наоѓа на страна 13 и се вика како, Наташа? Ајде, Весна. Vi findest du Ottos Haus. Така, ви финдес ду Ottos Haus. Lektion 14. Wie findest du Ottos Haus? Лекција 14. Што мислиш за куќата на Ото? Ова го разговарав поминатиот час, Наташа го начна како тема. Еве денеска дојде моментот да го објасниме, ми рече кога ќе го учиме четвртиот падеж. Четвртиот падеж ви кажав и минатиот пат, дека ќе го учиме, односно го употребуваме најчесто еве на ваков начин, кога на името додаваме буква С и тоа означува присвојност, со тоа што, за разлика од англискиот јазик, каде што сето се става со апостроф, во германскиот јазик тоа не е случај, туку сето се става директно на името на личноста. Значи ќе напишам под цртичка генитив или понатаму, ако имате прилика да го сретнете, ќе го сретнете со првите 3 букви, by Eigennamen. Или генитив кај сопствените имиња. Како се прави? Со додавање на буква S директно на име. Пример? Наместо да кажам Das ist das Haus von Otto. Полесно, односно да не речем и исто, меѓутоа да употребам генитив, е да биде Das ist Ottos Haus. Значи директно со додавање на буквата С на нечие име. Еве уште еден пример. Das ist, само да најдам некоја именка. Das ist der Laptop von Anna. Како ќе ја направите оваа реченица, а да употребите генитив? Das ist Annas Laptop. Така, das ist Annas Laptop. Das ist das Notizbuch
Notizbuch von Manuel. Како ќе биде оваа реченица ако употребите генитив? Das ist Notizbuch, Manuels Notizbuch. Така. Das ist Manuels Notizbuch. Значи генитив, иако има форми за определен, неопределен член, сепак најголема примена наоѓа кај личните имиња за додавање на наставката с. Wir finden das Dotters Haus. Sehen Sie das Bild an und hören Sie. Kennen Sie Computerspiele wie Glücksstadt? Spielen Sie gern Computerspiele und welche? Познавате ли компјутерска игра како Glückstadt, среќниот град на сликата? Spielen Sie gern Computerspiele? Играте ли со задоволство компјутерски игри? Иако кои? Welche? Прво ќе слушнеме. Lektion 14. Wie findest du Ottos Haus? Aufgabe 1. Oh, hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen. Oh, das finde ich auch. Schön, dich zu sehen. Oh, wie toll. Du siehst gut aus. Na gut, dann mach's gut. Au, bis bald. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Vesna, kennen Sie Computerspiele wie Glückstadt? Kennen Sie Добро вечер. Kennen Sie Computerspiele wie Glückstadt? Vesna? Maria, kennst du Computerspiele wie Glückstadt? Nein, ich spiele nicht Computer. Ich spiele keine Computerspiele. Ich spiele keine Computerspiele. Gut. Und spiele auf dem Handy? Ja, Ja. ich spiele auf dem Handy. Welche Spiele? Zum Beispiel? Ich spiele Blockblast, so wenn du musst mehr Denken? ja, Mehr denken. Denkspiele. Ja. Gut. Und wie oft? wenn ich habe keine Wi-Fi. Wenn du keine Internetverbindung hast. Gut. Ja. Vesna und Natascha, sind Sie hier? Ja? Natascha или Vesna? Vesna. Vesna?
Mirjana, spielen Sie gern Computerspiele? Ja, manchmal. Auf dem Computer? No, Nein. nein, nein. Tut mir leid, nein. In die Mobiltelefone. Auf dem Handy. Auf der Handy, ja. Ja? Was für Spiele spielen Sie? Ich spiele Ludo. Аха. Gut. Вест нема проблем со вклучувањето, Да, и кај мене имаше нещо проблем пред да се вклучи. со звукот. А не може ни Наташа да се вклучи. Тука сум јас. А, вие сте тука. Дека преска имавте некој проблем затоа. Да, со клинците по дома. Spielen Sie auch gern Computerspiele? Ja, ich spiele gern Computerspiele. Auf dem Handy oder auf dem Computer? Auf dem Handy und auf dem Computer. Welche Spiele? Zum Beispiel. Ich spiele Spielen mit Karten. Aha, Kartenspiele. Gut. Und wie oft? Wie oft? Fast immer. Fast jeden Tag. Fast jeden Tag. Ja, fast jeden Tag. Gut, danke. Sehen Sie die Häuser auf dem Bild an. Zu wem passt das? Kreuzen Sie an. Hilfe finden Sie im Bildlexikon. Пред да ги погледнеме фотографиите и да ги прочитаме речениците, ќе ги прочитаме именките кои што се дадени во Bild лексикон. Ајде првата. Наташа, додека ја имаме на линија. Das Haus. Das Haus. Во множина. Die Häuser. Куќа, односно куќи. Следната. Мирјана. Само да видам, ако немам учебник при мене. Да, ама чекай, каде? Втората. Das Haus. Хаус ја прочита сега. Küche. Не, втората горе. Овде. Ама на мене не се гледа кај мене. Се гледа на трета, на die Heisen, die Zimmer. Добро, се извинувам, добро. Garten. Со род ми треба. Синото означуваше кој род? Машки род. Der Garten. Der Garten. Во еднина die Gärten. Во множина. Градина, односно градини. Следна. Марија. Die Blumen. Die Blumen во еднина. Die Blumen во множина. Die Blume. Според сликата, што ќе биде тоа, Марија? Цвекиња. Да, цвет. Цвеќе или цвекиња? Не можам, односно сега ќе видам дали се врати Весна. Се врати. Ајде, Весна, следната, можете сега да го вклучите микрофонот. Следната? Der Baum. Der Baum. Во еднина. Дрво, да.
Der Baum во еднина, die Bäume во множина. Дрво, дрвја. Следно, Наташа, Ди трепе. die Treppe. Што мислите како ќе биде множината? Па ова е множина. Не, Не? не. Ди трепен. Die Treppen. Трепе ќе значи скала, а трепен ќе значат скали. Следна, Мирјана. Ди гараж. Гаража. Die Garage. Како ќе биде Мирјана множината од die Garage? Ди гаражен. Die Garagen, да. Само со едно Н. Гаража, односно гаражи. Гаража, гаражи. Следна, на следната страна. Марија? Das Fenster. Das Fenster. Во еднина. Фенстерен. Не, иста е множината. Die Fenster, само напред со определен член ди. Прозорец. Прозорци. Следната. Наташа? Деа балкон. Тя балкон. Како ќе биде множината? Што мислите, Наташа? Ди балконен. Само е. Der Balkon, die Balkone. Ова знаеме, балкон и балкони. Следната Весна. Das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss. Како што е прикажано на сликата. Кој спред ќе биде Erdgeschoss? Први. Не. Приземи. Да. Das Erdgeschoss. Ова именка исто така има множина, иако ние во македонскиот јазик не знам како би го кажале тоа. Приземја. Што мислите како ќе биде множината? Erdgeschosse. Бесен, само со е. Die Erdgeschosse, значи приземја. Следното, Мирјана. Der erster Stock. Der erster Stock, односно der erste треба да биде. Erster Stock. Именката шток, значи спрат. Трети спрат. Или втора. Прв. Минатиот пат ги кажавме. Erste, zweite, dritte. Der Stock. Die Stocks. Кат, односно катови. И последното. Наташа. Der Keller. Ова треба да е нешто сутерен. Подрум. Да. Подрум. Der Keller во множина истата форма, само со различен определен член, односно ди. Der Keller и die Keller.
подрум, подруми. И сега како ги имаме именките, можеме да се вратиме на втората вежба, каде што ќе ги прочитаме речениците и ќе кажеме според сликите што ги гледаме за кого одговараат. Првата реченица Весна. Das Haus ist groß und elegant. Das Haus ist groß und elegant. Elegant. Welches Haus? Ото. Ото. Ајде сега да го направиме ова со генитив. Како ќе кажеме, куќата на Ото е голема и елегантна? Das ist Ото. Не, имате das Haus ist groß und elegant. Сега како ќе кажете, куќата на Ото е голема и елегантна. Ќе ги напишам овие реченици. Haus. Das Otos Haus. Не, само Otos. Otos Haus Otos Haus ist groß und elegant. ist groß und elegant. Така е. Otos Haus ist groß und elegant. Следната. Миријана. Das Haus ist klein und gemütlich. Das Haus ist klein und gemütlich. Welches Haus? Само може ли сликата да я видам? Да. Vanilas Haus ist klein Und gemütlich. Vanillas Haus ist klein und gemütlich. Придавката gemütlich значи пријатен, а може да ја замени и придавката bequem, што значи удобен. Значи има уште една придавка за удобен, на германски тоа е придавката bequem. Следната реченица. Наташа. Im Garten sind viele Blumen. Blumen. Vanillas Haus. Ајде сега целата реченица. Во градината на Ванила има многу цвеќиња. Im Vanillas Garten sind viele Blumen. Така е. Im Vanillas Garten sind viele Blumen. Ајде следната. Мари. Im Garten steht ein Baum. Добра. Vanilla. Така, како ќе кажеме во градината на Ванила, стои една дрва. Im Vanillas Garten steht ein Baum. Так, im Vanillas Garten steht ein Baum. Следната. Весна. Das Haus hat viele Fenster. Фенста. Чија куќа има многу прозори? Ото. Сега како ќе направиме реченицата? Куќата на да, Otos. Otos Haus hat viele Fenster. Фенста. Hat viele Fenster. Миријана, последната. Das Haus hat eine Treppe. Das Haus hat eine Treppe. Ото, Има Otos скали. Haus, мислам оти на Otos, е така. На Ото, Otos да. Haus hat eine Treppe. Otos Haus hat eine Hat eine Treppe. Treppe. Оваа прва реченица, Otos Haus ist groß und elegant. Исто можеме да ја кажеме, чисто само да знаете и со тоа фон, горе што бара датив. Може да биде и Das Haus von Otto ist groß und elegant. И како
забелешка ќе ставам тука со црвена боја, за да знаете дека фон го користиме со датив. Вторава реченица, Vanilla's house ist klein und gemütlich. Како ќе биде ако треба да ја направиме со фон? Марија. Das Haus Така? von Vanilla Да. ist klein und gemütlich. Така, ist klein und gemütlich. Ајде следната, Наташа. Im Vanillas Garten sind viele Blumen. In dem Garten, in dem Im Garten. Garten von Vanilla Така. sind viele Blumen. Sind viele Blumen. Се поправивте пред јас да го поправам. Следната, Весна. Im Vanillas Garten steht ein Baum. Im Vanilla. Im Garten. Im Garten von Vanilla steht ein Baum. Така. Steht ein Baum. Мирјана, следната. Ottos. Така. Das Haus. Von Auto. Така. Hat viele Fenster. Така е. И последната, Марија. Otto, das Haus Да. von Otto hat eine Treppe. Така. Значи, запомнете дека генитив најчесто го употребуваме кај личните имиња со додавање на наставка с на името, а тоа можеме да го замениме и со фон кој што бара датив. Кај личните имиња не можеме да го забележиме дативот, меѓутоа ако станува збор за именки, тогаш ќе забележиме разликата. Следната вежба се вика Wie heißen die Zimmer? Notiert die Buchstaben. Имаме прво das Zimmer во еднина, das Zimmer, и во множина исто така die Zimmer. Соба, односно соби. Првата соба, Наташа. Das Wohnzimmer. Нема и таа што ја бележам. Das Kinderzimmer. Das Така. Das Kinderzimmer. Значи сите што се со цима ја имаат истата форма и во множина, само напред е определениот член ди. Die Kinderzimmer. Тоа што ќе значи, Наташа? Каква соба? Детска соба, детски соби. Така, детска соба. Детски соби. Следната. Весна. Das Wohnzimmer. Која буква? Не. Од што доаѓа ова вон? Од кој глагол доаѓа вон?
Од вонен. Вонцима ќе биде дневна соба. Ге. Ге. Das Wohnzimmer во еднина. Das Wohnzimmer во еднина. Die Wohnzimmer во множина. Дневна соба. Дневни соби. Следната. Мирјана. Die Küche. Die Küche. Што е куќа? Кујна. Се извинувам. Сликата само да ја видам, мислам од беше. Да, ефе. Die Küche. Во еднина. Die Küchen. Во множина. Кујна. Односно кујни. Добра. Следната. Марија. Das Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer. Што е тоа? Односно која буква? Под Д. Под Д. А на македонски ќе биде? Соба за работа, работна соба. Работна соба. Das Arbeitszimmer. Die Arbeitszimmer. Работна соба во еднина. Работни соби во множина. Следната, Наташа. Das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Тоа ќе биде? Спална соба под Б. Под Б, така. Das Schlafzimmer. Тука го имаме кој глагол, Наташа? Schlafen. Така. Das Schlafzimmer, die Schlafzimmer. Спална соба, спални соби. Добро, следната. Весна. Bad. Сород. Das Bad. Das Bad. Добро. Тоа е која слика? Односно која соба? Со која буква? Внимавајте зашто следно имаме и тоилете. Бад ќе биде бања. Се. Добро, да. Das Bad во еднина. Die Bäder во множина. Бања и бањи. Марија, следната? Der Flur. Не, пред флур. Die Toilette. Die Toilette. Под Е. Под Е. Така. Туалет. Како ќе биде множината, што мислиш? Die Toiletten. Die Toiletten. Така. Die Toilette. Die Toiletten. Тоалети. Мирјана, следно. Der Flur. Der Flur. Што мислите дека значи флуор? Како зид нешто. Не.
H е Flur. Што ќе биде? Предсубјект. Hodnik. Како е? Hodnik. Ходник, предсубјект. Der Flur. Der Flur. Die Flure. Hodnik. Следното, Наташа. А, вие веќе ги имавме, добре? Das Erdge Schoss. Приземје. Да се Erdgeschoss, која буква? Не знам сега како буква, ама Од овие и, да. Не и. Јот. Ова е Erdgeschoss, J, а erster Stock е I. Да. Gut. 4. Elena, Maria und Glückstadt. Hören Sie und kreuzen Sie an. Елена Марија и градот, среќниот град, слушнете и обележете. Ќе го слушнеме, ќе ги прочитаме, па ако нешто не сме разбрале, ќе слушнеме уште еднаш. Сега ќе спорам. Aufgabe 4 und 5. Das ist Ottos Haus. Hey, das ist aber groß. Wie viele Zimmer hat sein Haus denn? Das weiß ich nicht. Warte mal. Hier vorne links ist die Küche. Dahinter ist Ottos Arbeitszimmer. Und rechts ist sein Wohnzimmer. Also 3 Zimmer unten im Erdgeschoss und oben. Im ersten Stock gibt es 2 Schlafzimmer und 2 Kinderzimmer. 4 oben plus 3 unten. Das sind 7. 7 Zimmer. Boah, ganz schön viele. Da oben ist sein Balkon und da hinten ist seine Garage und sein Auto. Wow, Ottos Auto sieht cool aus. Und sein Haus? Wie findest du Ottos Haus? Sein Haus finde ich schön, aber seinen Garten mag ich nicht so. Warum nicht? Naja, weißt du, das sind ja nicht mal Blumen. Genau das hat meine Mama auch gesagt. Sie meint, hier fehlt eine Frau. Was ist denn mit Ottos Frau? Ist er geschieden oder was? Seine Frau? Otto hat keine Frau. Was? Aber von wem sind denn dann seine Kinder? Seine Kinder? Naja, das sind 2 Kinderzimmer, oder? Ja, aber er hat noch keine Kinder. Er möchte gerne welche, aber okay. Dann braucht er jetzt eine Frau. Zum Beispiel seine Nachbarin. Vanilla, meinst du? Die ist doch lieb, oder? Naja, schon. Und sieh mal da. Vanillas Garten. Die vielen Blumen. Du, weißt du, was ich glaube? Ајде сега да видиме првата. Aufgabe 4 und 5. Сега ќе го споделам. Првата реченица. Наташ. Elena und Maria. Прочитате ги двете. Слободно. Elena und Maria spielen ein Computerspiel, wohnen auch in Glückstadt. Ja. Was ist richtig? Elena und Maria spielen ein Computerspiel. Richtig. Elena und Maria spielen ein Computerspiel. B. Maria. Otto ist Single und hat keine Kinder. Otto ist geschieden und hat 2 Kinder.
Was ist richtig? Die erste. Otto ist Single und hat keine Kinder. Ja, richtig. C. Mirjana? Vanilla ist Ottos Barin? Nachbarin, Ottos Frau. Was ist Как се разбрах? richtig? Ottos Frau. Nein, Ottos Frau. er hat keine Frau. Ottos Nachbarin. Ајде оваа реченица. Vanilla ist Ottos Nachbarin. Како ќе биде ако ја направиме со фон? Vanilla е соседка на Ото. Мирјана. Само секунда. Да, Vanilla ist von Ottos Не, ist Nachbarin Nachbarin von von Ottos. Ото. Сето само се додава за да изрази присвоеност. Vanilla ist Nachbarin von Ото. Nachbarin, односно и двете ќе ги напишам. Der Nachbar во еднина, односно во машки род. Сосед, па во женското се додава само in. Die Nachbarin, соседка. За во множина да биде die Nachbarn, соседи. И последната Весна. Helena und Maria meinen Otto braucht eine Frau. Helena und Maria meinen Otto braucht keine Frau. Was ist richtig? Keine Frau. Eine Frau. Helena und Maria meinen, мислат, Otto braucht eine Frau. Gut. 5. Und rechts ist sein Wohnzimmer. Ако досега сме ги научиле формите за присвоен член во прво и второ лице еднина, тоа не е се. Денеска ќе се запознаеме со формите на присвоениот член во трето лице еднина за личните заменки е, зи и ес. Прво ќе се подсетиме, па под звездичка ќе го запишеме следното. Possessive artikel im Nominativ und Akkusativ. Присвоен член во номинатив и акузатив. Прво, да повториме кои глаголи ги користиме секогаш во номинатив. Sein, Sein, heißen да, und kosten. така, sein, kosten и heißen ги И сега користиме. кажете дека го кажав heißen со с. Добре. Ама не, ми се допаѓа што сами веќе се поправат. И кога ќе сгрешите, одма се поправате сами. Номинатив се користи со глаголите sein, kosten и heißen, а останати глаголи се користат во акузатив. Прво, да ги повториме формите на присвоениот член за лична заменка ich и du, за машки, женски, среден род и множина. Во номинатив, значи. Тука имам ich, тука имам du, ама требаше да додадам уште една нагоре ми треба. Insert. Ето така. За тука да напишам машки род, женски род, среден род и множина.
Како беше присвоениот член за машки род за лична заменка иш? Како е мој? Mein. Мајн. За женски род? Meine. Мајне. За среден род? Mein. Мајн. За множина? Meine. Мајне. Ајде за лична заменка ду. Dein. Дајн. За женски род? Deine. Дајне. За среден род? Dein. Дајн. И за множина? Dein. Дајне. Следно, акузатив. Најчести глаголи кои што ги користиме во акузатив. Се кои? Haben. Хабен, Brauchen. браухен, Не е коста. Комен. не е тој во најчестите. Fiden. Финден, Finden. зухен Suchen. и модалните глаголи. Модал вербен. Können. Овие се најчести. Што се менува во акузатив? Формата на кој род? На машки. На машки род. Пак. Еве ги. Машки, женски, среден, множина. Значи машки. Машки род. Женски род. Среден род. И множина. Пак се личните заменки иш и ду. Како ќе биде формата на присвоениот член за машки род во акузатив? Meine. Мајнен. Другите форми ќе останат исти. Мајне за женски род. Мајн за среден род. Мајне за множина. Како ќе биде формата на машкиот род во акузатив? Дајнен. Сите други форми ќе останат исти. Дајне за женски род, дајн за среден род, дајне за множина. Во истата оваа табела ќе ги додадам формите за присвоениот член, затоа што тие ќе ги обележам со црвена боја, затоа што се нови. Формите за присвоениот, за личните заменки, еа, зи и ес, значи се ова ќе биде црвен, бидејќи е ново. Исто и тука. Еа, зи и ес. Исто се во црвен, бидејќи е ново. Формите на приличните заменки еа и ес се идентични во германскиот јазик, па и во македонскиот исто. Негов на германски ќе биде зајн. Зајн, негов. Како ќе биде негова? Зајнен. Негова во женски род. Зајне. Негова. Ова не е глаголот зајн, туку ова е присвоениот член за машки род, односно за лична заменка еа. Како ќе биде негов? Зајн. Зајн. Зајн, негов. И како ќе биде негови? Зајне. Зајне, негови. Истите овие форми ги има и кај личната заменка ес. Еве ги. Зашто вака? Еве ги.
Личната заменка зи, зи, кога станува збор за присвоен член, ја има формата ија. Ија на македонски ќе значи неизин. Како ќе биде неизина? Ире. Ире. Така е. Ире, неизина. Како ќе биде неизин? Ирен. Ија. Пак исто како машкиот род. Ија неизин. И како ќе бидат неизини? Исто ире. Ира, неизини. Ајде да видиме сега како ќе бидат формите во акузатив. Што ќе се смени кај овој машки род? Како ќе биде за личната заменка? Формата? Зајнен. За женски род? Не, за женски род, за зи. Ирен. И за ес? Пак зајнен. Зајне. Сите други форми остануваат исти. Односно, зајне, ире, зајне. За среден род. Зајн, ија, зајн. За множина, зајне, ире и зајн. Ке ги употребуваме пак ова членовите од семејството, иако имаме тука и други именки кои што нели ги имавме горе, меѓутоа сега чисто за да дадеме примери со личните заменки за машки, женски и среден род и во номинатив за присвоениот член се извинувам, и во номинатив и во акузатив. Како ќе кажеме, ова е неговиот татко. Ова е неговиот татко. Das ist sein Vater. Das ist sein Vater. Сега прво да разграничиме зошто е зајн. Затоа што оваа реченица е во номинатив. Именката Vater е именка од машки род. И сега погледнете табелата, знам дека е номинатив заради глаголот зајн. Погледнете табелата, каде што имаме номинатив, машки род, формата е зајн. Како ќе прашаме? Дали е ова неговата мајка? Ist das неговата? Овде негов сум стајала сегде, а требало да биде негова. Може затоа се буни. Ево вака. Негова ќе биде зајна. Ist das seine Mutter? Ist das seine Mutter? Повторно, реченицата е во номинатив. Зошто? Затоа што го имам глаголот зајн во неговата форма. И е зајне, затоа што мута е именка од женски род. Овие може подобро да ги подвлачам. Ева. Како ќе кажете, ова е неговото дете? Das ist sein Kind. Das ist sein Kind. Das ist sein Kind. Повторно и оваа реченица е во номинатив.
затоа што ја има формата на главолот sein, а sein, затоа што именката kind е именка од среден род. Како ќе прашате дали се ова неговите родители? Нема да биде исти. Во множина се родители. Sind. Das. Да. Sind das seine Eltern? Така, sind das seine Eltern? И оваа реченица е во номинатив, затоа што има форма на главолот sein. Тоа е формата sind. А ја имаме и формата seine, затоа што именката Eltern е именка од плурал. За разлика од тоа, ајде сега да дадеме примери во акузатив. Како ќе кажеме, јас го барам неговиот татко. Реченицата треба да се започне со их зухе. Браухе не треба. Ich suche seinen Vater. Така, ich suche seinen Vater. Оваа реченица е со акузатив. Зошто? Затоа што го имаме главолот suchen. А зашто формата е seinen? Затоа што именката Vater е именка од машки род. Како ќе кажеме јас ја барам неговата мајка? Ich suche seine Mutter. И оваа реченица е во акузатив, затоа што го имаме главолот suchen. А формата е seine, затоа што именката Mutter е именка од женски род. Како ќе кажеме јас го барам неговото дете? Ich suche sein Kind. И оваа реченица е во акузатив, затоа што глаголот во реченицата е suchen, а формата е sein, затоа што именката kind е именка од среден род. Како ќе кажеме јас ги барам неговите родители? Ich suche seine Eltern. Така, ich suche seine Eltern. И оваа реченица е во акузатив, заради глаголот suchen, а формата е seine, затоа што именката Eltern е именка од множина. Ајде сега истото да го направиме само со други именки, со женскиот род. Како ќе кажеме, ова е незиниот дедо. Еве табелата, ќе се симнам надолу. Ова е незиниот дедо. Das ist
Seine Нејзиниот сега. Сега за личната заменка зи. Ihr. 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 Das ist ihr Opa. Оваа реченица е во номинатив. Заради тоа што има форма на главолот sein, односно ist, а формата е ihr, затоа што именката Опа е именка од машки род. Како ќе кажеме ова е нејзината баба? Das ist deine Oma. Ihre Oma. Oma. И оваа реченица е во номинатив, затоа што има форма на главолот sein, тоа е формата ist, а ја користиме го користиме присвоениот член ihre, затоа што Oma е именка од женски род. Како ќе кажеме ова пак треба да биде да кажеме со дете. Ова е нејзиното дете. Das ist deine Нејзиното. ihre Kind. Ија бидејќи среден род. Das ist ihr Kind. Ihr Kind. И оваа реченица е во номинатив, затоа што ја има формата на главолот sein, односно ist, а формата на присвоениот член е ihr, бидејќи именката kind е именка од среден род. Како ќе кажеме ова се нејзините баба и дедо? Das ist. Нема да биде das ist. Das Das sind sind. Да? sind ihre Ihre Großeltern. Eltern. И оваа реченица е во номинатив, затоа што имаме форма на главолот sein, тоа е формата sind, а според тоа присвоениот член е ihre, поради именката Großeltern, која што е именка од множина. И сега ќе направиме реченици во акузатив, само нека не биде со зухен, нека биде со браухен. Како ќе кажеме, не со браухен, со финден. Јас ја наоѓам нејзината, јас го наоѓам нејзиниот дедо. Ich finde Ich finde еве табелата. Ich finde нема да биде ија, туку ќе биде ирена. Бидејќи е акузатив. Ich finde ihren Opa. Оваа реченица е во акузатив, затоа што го имаме главолот finden. Присвоениот член е ihren, затоа што Опа е именка од машки род. Како ќе кажеме, јас ја барам нејзината баба. Ich finde ihre Ihre Oma. Oma. И оваа реченица е во акузатив, затоа што во себе го содржи глаголот finden, а формата е ihre, затоа што именката Oma е именка од женски род. Како ќе кажеме, јас го барам нејзиното дете, го наоѓам, се извинувам, јас го наоѓам нејзиното дете. Ich finde ihren Ihr Ihr Kind.
Ја кент. И оваа реченица е во акузатив, затоа што го имаме глаголот finden. А формата е ија, затоа што именката kind е именка од среден род. Das Kind. И како ќе кажеме јас ги наоѓам низините баба и деда? Ich finde ihre Gross Oma und Opa. Großeltern. Großeltern. И оваа реченица е во акузатив, затоа што во себе го содржи глаголот finden. А формата е ihre, затоа што именката Großeltern е именка од множина. Значи, освен што се менува формата на машкиот род, сите други форми и од самите примери и од табелата забележавме дека остануваат исти. Сега ќе работиме следната вежба. Und rechts ist sein Wohnzimmer. Hören Sie noch einmal und ergänzen Sie sein, seine oder seinen. Нема да слушнем уште еднаш, бидејќи родот на именките го имаме и јасно е дека треба да се дополнат само формите на присвојниот член за машки род. Првата реченица е дадена. Da oben ist sein Balkon. Ајде да ми кажете зошто е sein балкон. Това што балкон е усреден род. Добро. Тоа е затоа е sein. Да. Добро. А во кој падеше реченицата? Номинатив. Зошто? Номинатив, да. Затоа што има Ист. Така е. Следната реченица, Марија. Und dahinter ist seine Гаража, добро. Garage Und seine Auto. Не е seine, туку е sein. Затоа што именката ауто е именка од среден род. Das Auto. Автомобил ќе ја напишеме во множина. Автомобили. Die Autos е во множина. Во кој падеше оваа реченица, Марија? Номинатив. Затоа што има ист. И вториот дел е исто така се однесува на истата реченица. Во ред. Zwei, Mirjana. Und sein Haus. Добро. Wie findest du Ottos Haus? Добро. Зошто sein Haus? Зајнот е у номинатив. Добро, од кој род е именката Haus? Среден род. Das Haus. Да. Drei, Наташа. Sein Haus finde ich schön, Да. aber sein Garten mag ich nicht so. Нихто. Е сега на втората реченица. На првата е во номинатив. Sein Haus finde ich schön. Иако finden се наоѓа после именката, таа е на почеток. Но зошто во втората нема да биде aber sein Garten mag ich nicht so? Зошто нема да биде? Да, зошто нема да биде sein, а ќе биде seinen? Умножина? Не, затоа што го имаме глаголот mag, кој што е форма на модалниот глагол mögen. И тој бара акузатив.
Акузатив. Затоа е aber seinen Haus. Garten се извинувам, mag ich nicht so. 4 Весна. Was ist denn mit Ottos Frau? Ihre Frau? Otto hat Не, keine само Frau. тука. Sein, seine и seinen. Seine Frau? Otto hat keine Frau. Richtig. И 5, пак Марија. Марија 5. Само момент. Да, нема проблем. Aber von wem sind denn Dan. sein Kinder? Kinder е во кој род? Множина. Множина, значи Seinen. seine. Seine. Aber von wem sind denn dann seine Kinder? Во кој род е ова прашање? Во кој падеше ова прашање? Марија? Nominativ. Номинатив. Затоа што има форма на глаголот sein, односно sind. И исто така тука ги имаме изборчињата покажани. Ја забелав негде. Покажани во однос на куќата. Тоа се зборчињата oben и unten и vorn и hinten. Значи oben ќе значи што? Oben е горе, unten е долу. Oben е горе, unten е долу. Потоа имаме vorn. Што ќе значи vorn? Пред, со тоа што да не ве буни, еве ќе го запишеме во заграда само ета, можете да го сретнете изборот vorne со исто значење. А како ќе биде позади или зад? Hinten. А го учевме минатиот пат и зборчето hinta. Има ли одредени реченици или одиш се употребува повеќе форне или форне со Цело време се употребува vorne. Овде само како пример е дадено во учебникот, во книгата. Инаку, вака во секојдневието повеќе се употребува со е. Се употребува vorne. Нема да биде грешка ни така ни Нема да биде грешка, не. Ни vorn, ни vorne. Меѓутоа, почесто ќе се слушне и ќе се употреби vorne во секојдневниот говор. Следната вежба, sein und ihr. Wie finden Sie Ottos Haus? Sprechen Sie. Наташа, wie finden Sie Ottos Haus? Можете да ги употребувате овие од десно. Со тоа што тука кај Ото треба да употребиме присвоен член sein и неговите форми, а долу некого ќе му го поставам прашањето за ванила, ќе треба да ги употребиме формите за личната заменка зи. Повелете, Наташа. Findest du Ottos Garten или Ottos Haus? Ottos Haus. Ottos Haus. Ich finde Ottos Haus. Ајде да ги употребуваме присвоените членови. Него, јас мислам... Ви finde неговата куќа. Неговата sein.
Хауса од среден род sein. Sein Haus. Sein Haus schön Schön. und modern. Schon und modern. Und wie finden Sie Ottos Garten? Ich finde sein Garten. Ај сега внимавајте. Ich finde Die Garten. der Garten. Seinen. Da. Ich finde seinen Garten. Seinen Garten. Ich finde seinen Garten Interessant. Danke, Mirjana. Wie finden Sie Vanillas Haus? Ich finde sein Haus schön und klein. Не може да биде sein. Vanilla е женско. Добро, секунда. Vanilla е женско. Seine. Ich finde seine Vanilla е женско. Сега со ија. Ihre. Ich finde ihre Haus. Ihr Haus. Ihr Haus. Schön und klein. Schön und klein. Maria, wie findest du Vanillas Garten? Ich finde ihr или Нема да биде ија пак. Исто како машкината Garten. Во акузатив. Еве формата тоа. Ирен Garten. Ihren Garten cool und sehr schön. Und sehr schön. Danke, Vesna. Wie finden Sie Ottos Haus? Ich finde sein Добро, sein Haus sein Haus groß. groß. Danke. Osum, der Glückstadt Wohnungsmarkt. Сега ќе тргуваме со движнини. Überfliegen Sie die Anzeigen und notieren Sie. Прелетајте ги огласите и забележете. Wer sucht eine Wohnung oder ein Haus? Кој бара стан, односно куќа? И wer bietet eine Wohnung oder ein Haus an? Сега го запишам тука. Überfliegen. Прилетува. Потоа der Markt. Помножи на die Märkte. Пазар. Пазари. Die Anzeige. Воеднина. Die Anzeigen. Во множина. Огласи. И глаголот anbieten. Делив глагол. Нуди. Значи првото е да определиме кој бара, а второто да определиме кој нуди стан.
Сега само ќе ги прелетаме, односно нема да ги читаме по редослед, затоа што ни требаат, односно ќе ги читаме. Ајде првото, иако е обележено со 1, Марија. Glückstadt, Stadtmiete. Schon 2 Zimmer Wohnung. 54 Meter Quadrat. Еве долу се пишува. Извини Марија, ќе те прекинам. Метар квадратен на германски е квадратметар. Quadrat. 54 Quadratmeter im dritten Stock. Aufzug mit Küche, Bad und Balkon. Eigener Stellplatz in der Tiefgarage. 400 Euro plus 120 Euro Nebenkosten. Sofort frei. Нема потреба мејлот. Не. Ова како знаеме дека е 1? Бидејќи имаме опис на стан. Не треба да биде 2. Schöne 2, dritten Stock mit Küche, Bad. Па да, кој бара? Овој кажува дека има, да па кај мене во учебникот е обележено 2, а тука е обележено 1. Грешка е ова. Во мојот учебник е 2 обележено. 2 е wer bietet eine Wohnung, ein Haus an. Glückstadt, Stadtmiete. Во центарот на градот. Schöne Zweizimmerwohnung. Убав стан со 2 соби, 54 метри квадратни, им дритен шток на трет спред. Што е Aufzug? Лифт. Со лифт. Кујна, бања и балкон. Eigener Stellplatz im Tiefgarage. Eigene собствен. Собствен. Собствен Stellplatz ќе биде место во подземната гаража. Тив гаража, бидејќи е тив значи длабок, меѓутоа може да значи буквалното значење му е длабок, меѓутоа кога станува збор за тив гаража, тив гаража, ќе значи подземна гаража. 400 Euro plus 120 Euro Nebenkosten. Sofort frei. Nebenkosten се дополнителни трошоци. И сега тука е убаво да споменам дека во овие дополнителни, подоцна ќе видиме, трошоци спаѓаат Wasser, Licht, Wasser, Licht und Müll. Значи вода, светло и ѓубре. Тоа се Nebenkosten, дополнителни трошоци. Зборчето sofort значи веднаш. Следно, Наташ. Б. Polizistin sucht dringend eins und halb bis 2 Zimmerwohnung in Glückstadt, Stadtmitte oder Nord
CA. Тоа беше скратеница од цирка. Circa 40. 40 bis 50 Quadratmeter. Да. Nicht über 500 Euro Инклюзив, да. Gern auch mobiliert. Меблијат, да, и контакт нема потреба. Кој е одговарањето за цвај? Such 1. Ајнц. Да. Овде само ќе го објаснам зборчето меблијат, кој што значи опремен со мебел. А зборчето дрингент. Да, и дрингент. Дрингент е неодложно. Дрингент неодложно. И меблијат опремен со мебел. Весна следно. Blumenstraße, 12. 12 Netes, Kleins Haus, 12.000 Не 120 Quadratmeter. Meter, 4 Küche, 4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Bäder, schöner, große Garten. 700 Quadratmeter, Miete 800 800 Euro plus NK, Nebenkosten. 200 Euro. Да, нема потреба контакт. Во Германија, ако некогаш се најдете, можете да слушнете за два термини, калтмите и варммите. Што значи тоа? Тоа значи дека кога е калтмите, имате фиксна цена во која што не се вклучени дополнителните трошоци, како во овој случај се пишува мите 880 евро плюс небенкостен, а ако е варм мите, тогаш во цената која што е дадена за киријата се сместени дополнителните трошоци кои што ги кажавме претходно за ѓубре, светло и вода. Значи калт и варм мите. Де Мирјана. Само секунда. Glückstadt Süd, Apartment, 32 Meter Quadratmeter. Meter. EG, Wohn- und Schlafraum plus EG е кратенка за Erdgeschoss. На приземје. Erdgeschoss. Wohn- und Schlafraum plus Küche mit Kühlschrank und Herd. Monatsmiete Miete 320 Euro inklusiv Nebenkosten. Да, можев да запишем дека димите значи кирија и тука сакав да го запишем и теа хеат, што значи шпоред. Теа хеат, шпоред. 1 Мирјана. Sucht oder anbietet. 2. 2. И Марија? Super wohnen wir auf dem Land und doch mitten in der Stadt.
Wohngemeinschaft, Wohngemeinschaft, Wohnpark, Glückstadt Miete. Nur noch 11 Wohnung frei. 30 bis 70 Quadratmeter, Warmmiete 360 bis 880 Euro im Monat. Ihre Vermieter Glückstadt AG. da Glückstadtbau AG. A, 1 oder 2? 2. 2. Ова auf dem Land, ке го запишам како израз, значи на село, затоа што може да се сретнете и со именката Land, која што исто така може да значи и држава. Auf dem Land е на село. И ова беше со 2. Lesen Sie die Anzeigen noch einmal. Was passt zusammen? Markieren Sie die Wörter in den Anzeigen und ordnen sie zu. Давајќи кога го имаме тука Vermieter, првиот збор е Nebenkosten, вториот е Vermieter, односно der Vermieter станодавец. Der Vermieter меблијат и мит. Значи во речениците од А до Д се објаснети зборовите на германски. Треба да ги поврзаме. Првото е веќе поврзано. Nebenkosten. Прочитајте го Наташа. Man bezahlt sie zusammen mit der Miete, zum Beispiel für Wasser, Müll oder Licht. Ете ги Nebenkosten. Се плаќа заедно со киријата, например за вода, ѓубре или светло. Ајде сега, Наташа, прочитајте го под А, бидејќи ова веќе беше дадено. Man bezahlt sie jeden Monat für seine Wohnung oder sein Haus. Das ist Miete, Kirja. Да, für seine Wohnung oder sein Haus. Ајде сега кажете ми во кој падеше оваа реченица. Man bezahlt sie jeden Monat für seine Wohnung oder sein Haus. Во акузатив. Зошто? Главолот ми треба. Зошто е главолот? Bezahlt. Глаголот bezahlen значи плаќа. Да, не е во тие три глаголи што се во номинатив. Така е. Значи вака, а уште еднаш за да биде уште попросто. Плаќа. Глаголот го определува падежот, а родот на именката го определува присвоениот член. Значи секогаш го гледаме глаголот за да знаеме во кој падеше реченицата, а ја гледаме именката и го определуваме нејзиниот род и така го формираме присвоениот член. Значи глагол определува падеж, а именка определува присвоен член. Зошто е seine Wohnung, Наташа? Seine Wohnung е затоа што е die Wohnung во женски род. Да. А зошто е sein Haus? Das Haus, тоа е во среден род. Така е. Б. Весна. Die neue Wohnung ist nicht leer. In der Küche Stehen. stehen es wie Zum ein Beispiel. Tisch
und Ein Tisch und Stühle. Stühle. Mo- Mo- Mobiliert. Mobiliert. Die neue Wohnung ist nicht leer. Leer, prazен. Сме кажали претходно. Leer е празен. Спротивната придавка од празен е придавката voll, што значи полн. In der Küche stehen zum Beispiel ein Tisch und Stühle. И ова zum Beispiel сме го спомнале, односно кратинката од Z.B. Тоа значи... Опа. Тоа значи zum Beispiel. На македонски кратинката ќе биде на ПР, односно на пример. И последното, С, Миријана? Das ist ein Person oder Person, eine Firma. Person oder eine Firma. Sie vermietet die Wohnung oder das Haus und bekommt die Miete. да, тоа остана со Мислам од тие по два. под два vermieter. Да, тука го има и глаголот vermietet, односно vermieten, кој што значи изнајмува. Зборот der Vermieter мене ли се ако на пример разговараш со женска Да, персона? да. Како ќе биде? Vermieterin. Vermieterin. Само ина ќе се додаде. Точно може да биде и vermieterin. И vermieter и vermieterin. Добро. Vermieterin тоа не. Женско ќе биде тоа. Да, женско, но се збунив, добро. Жена што издава стан или куќа. А десетата вежба Повеќе жени? vermieterinnen. Vermieterin. Тоа ми беше збор, добро. Се додаде и наставка ина. Десетата вежба ќе оставиме за утре, бидејќи е напишување на мејл, меѓутоа постапно. Од А до Б, па на крајот до С, за да напишеме мејл, а сега ќе се префрлиме во 10 минути што преостануваат во работната тетрадка, каде што ќе ја работиме, еве убава е, например, втората вежба, каде што собите се објаснети на германски. Ние треба тука да напишеме за која соба одговара. Првото е дадено, hier stehen der Kühlschrank und hier kocht man. Тука стои фрижидерот и тука се готви. Тоа е кюха. Марија Б. Das Kinder spielen und schlafen hier. Kinderzimmer. Das Kinderzimmer. Да. С. Наташа. Sie gehen ins Haus und kommen zuerst in dieses Zimmer. Flur. Der Flur, da. D. Миријана. Hier können Sie Fernsehen lesen oder Freunde treffen. Oft stehen hier eine Sofa und ein Sessel. Тоа е која соба? Не е која. Тука можете да гледате телевизија, читате или да се сретнете со пријателите често. Стојат, тука има фотелја и кауч.
дневна соба, ама не ми такива как се вика на Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Wohnzimmer. И Весна? И? In diesem Raum gibt es ein Bett und einen Schrank. In diesem Raum gibt es ein Bett und einen Schrank. Која соба е таа? Hodnik, ne? Не. Во оваа просторија има кревет и орман. Бедзимер. Шлаф. Schlafzimmer, да. Das Schlafzimmer. Да. Сега сакам една со... Ова е најтешката, ако ја решиме, сме ја постигнале целта. Бидејќи ги има формите и на зајн и на ија. Дополнете ги зајн ија in der richtigen Form, во точната форма. Пак ќе повторам. Глаголот го определува падежот, а именката го определува писмениот член. Das ist Bruno. Bruno wohnt genau wie Otto und Vanilla in Glückstadt. Ова е Бруно. Бруно живее идентично исто како и Ото и Ванила во среќниот град. Sein Haus liegt neben Ottos Haus. Неговата куќа лежи директно до куќата на, или е сместена директно покрај куќата на Ото. Ist geschieden, разведена, aber wohnt nicht allein, но не живее сам. In dem Haus wohnt auch, што ќе дополниме кај Б? Ајде, Марија. Seine. Зошто? Затоа што има зинт у реченицата. Нема зинт, wohnt има. Јас друга реченица гледам. In dem Haus wohnt auch seine neue Partnerin Mia. Wohnen во акузатив, а партнерин во женски род. Затоа seine. In dem Haus wohnt auch seine neue Partnerin Mia. Следната реченица Миријана. Само секунда. Мија hat Под С, така ли? пред С да ја прочитаме предходната реченица. Само секунда, от тук малкичко ми коче. Mia hat 2 Kinder. Добро. Сега имаме... Нема да биде ија. Тохта е керка. И е во женски род. Seine. Не, незината треба да биде. Само нема да биде ија, туку ќе биде женски род. Не знам тука ги има. Не. Ihre Tochter heißt Sandra und ist 8 Jahre alt und ihr Sohn, до крај прочитате реченицата. Ihr Sohn, само ми коче от малко момент, само ihr Sohn heißt Markt und ist 4 Jahre alt. Sandra und... Сега следната реченица, Наташа. Добро. Sandra und
Во кој род е сега бруда? Во машки, ама нејзиниот брат. Е, добро, да. На почетокот реченица е подметце и ќе бидат во номинатив. Нејзиниот брат. Не може да е ире. Sein. Не. Зајне. Ihr Bruder. Sandra und ihr Bruder. Аха, Нејзиниот. Окей, ија. Не ире, туку ihr. Sandra und ihr Bruder. Прочитате до крај. Wohnen im ersten Stock. Така е. Следната. Весна. Bruno lebt besonders sein Arbeitszimmer im Erdgeschoss. Одлично. Падеш ми треба на реченицата. Sein Падеш. Номинатив или акузатив? nominativ. Liebt е глаголот. Акузатив. А зошто е sein? Не, точно е sein. Зошто е sein? Видите, Arbeitszimmer Е од е во среден. среден Среден род. род. Точно. Следна. Марија. Dort steht seine Хај падеш прво на реченицата. акузатив. Акузатив. Од кој род е компјутер? Машки. Значи, што ќе стои на празното место? Sein. Во акузатив. Машки род во акузатив. Одма нека ви биде во глава дека деа преминува во ден. Така и sein ќе премине во sein ќе премине во што? Во seinen. Во seinen. Dort steht seinen Computer. Er surft gern im Internet und spielt gern Computerspiele. Наташа, следната реченица. Сега следнава реченица е во номинатив, зашто глаголот е ист. Добро. Партнерин ist Gert im Garten, значи ќе биде неговата партнерка. Добро. Ќе биде sein Partnerin ist gern im Garten. Ако е партнерка во женски род, не може да биде sein. Seine. Може да биде само seine. Seine Partnerin ist gern im Garten. Sie findet Computerspiele langweilig. Aber sie liebt... Сам тука Мирјана. Ире. Во кој падеше реченицата? Во акузатив. Заради глаголот liebt. Во кој род е Garten? Женски род. Не. Машки род. Машки род. Треба Ирен. Ирен. Aber sie liebt ihren Garten und ihre Blumen. Зошто ihre? Од женски род. Не е од женски род. Акузатив од женски род. Именката Blumen е во множина. Затоа е ihre Blumen. Следниот цвеќиња. Следниот пат ќе правиме и други вежби кои што се поврзани со односно утре со присвоениот член и ќе го вежбаме начинот на пишување, а секако ќе почнеме со обработка на следната лекција. Имајте убава ноќ, па се слушаме утре повторно. Благодарам и на вас. Пријатно.